Драги мои, денешниот разговор го посветуваме токму повеќе на соработката, односно на деновите на полската култура во Република Македонија. Значи, Македонија и Полска, нашата соработка. Токму за тоа дел од вас, знам дека беа дел од Шопеновата вечер, која што морам да признам дека навистина беше прекрасен настан. Ќе зборуваме токму и за тоа, и тоа заедно со Малгожата Мачковска, која што е председател на огранокот за македонско-полска соработка токму во Битола. Добро утро и добре ни дојдовте. Дали се чувствувате пријатно во телевизија Мега? Да, благодарам за поканата. Поздрав до сите. Денес ќе зборуваме токму за соработка која што се одвива веќе неколку години, но пред се како информација како изгледаше самиот настан на Шопенова вечер, да погледнеме од самиот прилог. Традиционалната 22 поред Шопенова вечер се одржа синоќа во собата на клавирите при Заводот и музеј во Битола. Оваа културна манифестација е во организација на Друштвото за македонско-полско пријателство и соработка, Висла, како и музичкото училиште во градот. Сметам дека Битола како град е место кој може да привлекува многу туристи од Полска кои се почесто доаѓаат овде. Елементот кој не поврзува нас двете држави е пред се култура. На манифестацијата учениците од музичкото училиште се представија со 13 композиции од Фредерик Шопен, а се рецитираа и неколку творби на Карол Војтила. Концертот е многу важен за нас и за децата исто така. Се припремат неколку месеци, имат аудиција, честиме да настапат, драго ми е што се радуваат и постигнуваат многу високо ниво во изведбите, имат одлични професори, одлични ментори. Да додадам дека се трудиме, бидејќи се то денови на полска култура во Македонија, да имаме и кратка презентација на полска поезија. Ова година ќе рецитираат двајца рецитатори песни од покојниот папа Јован Павле II, пишуваше поезија, негово име Карол Војтила. Културната манифестација Шопенова вечер во Битола се одржа во рамките на чествувањето на деновите на полската култура во Република Македонија. Навистина прекрасен настан. Ова соработка трае веќе неколку години. Да се посветиме внимание малку повеќе на Шопеновата вечер. По кој пат се организира и како оди таа цела организација, како настана самата иницијатива да имаме Шопенова вечер? Друштво за полско-македонска соработка Висла создадено во Македонија, односно прво во Скопје 1994. Истата година се отвори огранок во Битола. Истата година почнавме со организација на полски вечери, музички вечери во Битола. Значи, годинава беше то 22-та Шопенова вечер. На почеток идејата никна спонтано. Се обрати во Државно музичко училиште со прашање дали се свири Шопен, дали имат во програмата. За среќа, со поддршка на цел кадар од музичко училиште се организира Шопенова вечер. 4-5 девојки од средно музичко училиште свираа Шопен. Тоа беше прекрасен вечер. Наредните години, веќе како традиција во градот, се организираше концертот во склоп на денови на полска култура. Да додадам дека Друштво Висла е многу активно и преку цела година, а посебно околу месец ноември, кога на 11 ноември е државен празник во Полска, денот на независност, 11 ноември, и по тој повод во цела Македонија се организираат денови на полска култура. Во сите градови кај што има ограноци од Друштво Висла и други друштва полски, ги има неколку, во Македонија се организираат концерти, изложби, предавања, разни други културни манифестации. Така, веќе во позадина одати кадри токму од самата Шопенова вечер, можеме да погледнеме дека навистина има огромна посетеност, можам да кажам дека дури доаѓа и луѓе кои што навистина за кои немаше место каде да седат, немаше седиште веќе, значи заинтересираноста е огромна. Што значи тоа за самото здружение и за соработката нели меѓу Македонија и Полска?
Да додадам дека Шопенова вечер од секогаш има голема посетеност. Повеќе години се организираше концертот во мала сала во Домот на култура и таму, ако се на понад 100 места седечки, имавме стално проблем, уште околу 30 до 50 луѓе стоја простум. После, од кога беше набавен клавир во музеот, тој е одличен инструмент, и целта ни беше да концертот да добие уште повисоко ниво и музиката да биде изведена на одличен инструмент, се преселивме со концертот во музеот. Таму над 150 столици исто не стигат, голем дел стои простум, па надвор. Заинтересуваност е голема. Концертот има своја традиција, се очекува. Учениците од музичко училиште се припремат неколку месеци, после имат аудиција и настапуваат најдобрите. Драго ми е, чест ми е што концертот доби таква димензија и значаен е и за нас како друштво, за градот, а и за музичкото училиште. Можеме да забележиме дека сите учесници ви од различна возраст. Можам да кажам од најмали па се до малку повозрастни. На што се дължи тоа? Дали значи нема граница? Секој кој што го бидува нели за свирење може да биде дел од... Може да додадам, често спомнуваат професори од музичко училиште дека Шопен е тежок за свирење. Тоа е музика која бара одредена зрелост. Ретко свират многу мали деца, како ова година девојчето кој имаше 8 години. Се бара од ученици баш одредена зрелост да можат да ја разберат музиката. Ама еве ова година настапи баш та мало девојче, драго ми беше одлична. Најчесто свират деца од кај 10-12 година, тие деца ни настапуваат до матуранти. Полесните утвори, помалите утвори ги изведуваат помалите деца, веќе тешки композиции со на неверојатно високо ниво свират ученици од средно музичко училиште и концертот е важен елемент во образовниот процес во музичкото училиште. Покрај свирењето нели на дела од Шопен, во склоп беше и поезија. Дали е тоа традиција или само оваа година се чита поезија? Од почеток имавме идеја уз концертот да се чита, да се промовира полска поезија. Па самиот концерт има и та цел да се промовира и полска култура. Се одлучивме баш сред концерт и та традиција остана, таква димензија има, таква форма има концертот. Сред концертот ето кратка пауза, за време на која се чита кратка биографија на одреден поет полски и се чита симултано на полски, на македонски по неколку песни. Да додадам дека пред повеќе години се рецитираше поезија од Вислава Шимборска. Сакавме да презентираме поети од разни епохи. И по 2-3 години Вислава Шимборска доби Нобелова награда. Драго ми беше што веќе публика битолска имаше слушнато песни нејзини на полски и македонски, па по неколку години ги повторивме баш со прилика кога ја доби Нобелова награда. Изборот на одреден поет е врзан со традиции полски. Ова година во Полска е прогласена за година на Јован Павле II, бидејќи папата пишуваше поезија уз цел живот, пред се и како млад човек, и искористивме приликата да се прослави и та година неговата поезија и ја читавме поезија од Карол Војтила. Тоа е него право име. Кога станува збор веќе за полскиот јазик, знаете ли, информирани сте за граѓани кои што изучуваат барем полски јазик? Има ли интерес од страна на граѓани за полската култура, за самата земја, кои сакаат можеби да патуваат, па пропатувале, па за самото здружение, например, имате ли информации, контактирате, например, со такви граѓани и добивате можеби некоја идеја за следни настани, следни идеи, нормално за следни манифестации? Повеќе години, од кога постои друштво Полско-македонско Висла, во Скопје оформено е основно, не е тоа основно училиште, извинете, тоа е неделно училиште. Значи, во сабота се држат часови. Од почеток предаваја таму
osoby so različno obrazovanje. Znači, to bea ľudia sociolózi, psycholózi, koji zborуваja polski, členovi na društvo, ľudia, koji bea vработени vo nastaven proces na fakultete vo Skopje. Во сабота неколку часови се одржуваат мислам дека седиштето е понатаму во трговски центар во Скопје. На часови на почеток учествуваја пред се деца со полско потекло. Популарноста на школото се зголеми, доаѓаат таму деца кои немаеле никаква роднинска врска со Полска и едноставно родители и децата имат интерес и доаѓа доста голема група. Училиштето има своји учебници, има веќе соодветен кадар, со голема поддршка на Министерство Македонско, Министерство во Полска, со голема поддршка на амбасада Полска, не прекина со работа училиштето. Да додадам дека во Скопје, во склоп на филолошки факултет, постои смер филологија полска, полски јазик и книжевност, кој на почеток примаше студенти секоја четврта година, после се зачести примањето на студенти, континуирано има студенти кои изучуваат полски јазик, кои се од македонска националност и гледам, работејќи во библиотека, добиваме доста книги кои се преведувани од полски јазик. Гледам дека во склоп на Скопски универзитет има преведувачко тело, каде младите студенти, младите преведувачи имат своји работилници и преведуваат редовно современа полска литература. Таа е издавана, ги имаме во библиотеката, достапна е на пазарот и гледам се повеќе интерес за полски јазик. Да додадам дека и полска амбасада е многу активна во Македонија и со поддршка на амбасадор филологија полска понатаму има студенти, се организираат и многу изложби, многу предавања за да се поттикне изучување на полски јазик. По моје сознание, доста мои пријатели познати праќаат деца во Полска за да студираат. Доста мои познати студенти изучуваат разновидни студии, мастер во Полска, докторски студии, дел останува, дел се враќа овде, па работат на заеднички проекти, истражување на полски јазик, полска граматика, компаративна книжевност. Мислам дека е широко поле за соработка сепак меѓу двете држави. Така, ви предлагаме да погледнеме барем дел од атмосферата како изгледаше на Шопенова вечер, односно да чуеме барем дел од номерите, да направиме една пауза, потоа ќе продолжиме нели со следната соработка, односно за сите други манифестации што биле дел и ќе бидат нели во иднина. Драги мои, да погледнеме и да чуеме.
Навистина уживавме прекрасно, барем за наутро. Продолжуваме со нашиот разговор, еве да посветиме барем дел на сите они манифестации, барем на дел од нив, кои што беа дел еве од оваа соработка меѓу Македонија и Полска, вклучувајќи ги изложбите и многу други нешта. Еве да издвоиме барем неколку. Ако можем само да завршам нашиот претходниот разговор и да додадам дека последните години имаме интензивна соработка и со амбасада Полска, та секогаш постоеше, сега се интензивира и за среќа на сите нас еве во Битола пред 2 години во 2013 со голема поддршка и помош од амбасада Полска во Државно музичко училиште се набави во помал концертен клавир Петров. Им беше потребен оддамна и драго ми е што можеше тој проект да се реализира. И во врска со Шопенови вечери би сакала да изразам огромна благодарност кон сите професори во Државно музичко училиште, кон директорот, за поддршка, за огромна помош и голем ентузијазам со кој се организираат овие концерти и благодарност кон сите досегашни ученици, сегашни. Да додадам дека денешните професори ни беа учесници на првите Шопенови вечери. Девојчињата учеа тогаш средна школа, завршија факултети, се надградуваја, сега се професори и одлично ја вршат својата работа. Нивни ученици постигнуваат одлични резултати на сите надпревари и честни е да можеме да се работуваме заедно. Секогаш е најубаво кога започнуваме нели со нешто и доаѓаме нели до одреден степен кога еве тоа што сме го започнали веќе го продолжува и некој друг. Значи тој што бил на самиот почеток, веќе сега ја продолжува таа традиција и навистина барем се она што се работело не е за џабе, како што можеме нели народно да кажеме, навистина успеси. Еве да продолжиме со разговорот токму за еве да издвоиме барем неколку манифестации за кои што сметате дека се многу поважни, кои што еве нашата битолска публика и нормално пошироко се информирани и кои што биле дел од самите настани. Да додадам дека повеќе години за време на организација на денови на полска култура и ван тие денови, значи сред година се организираат разновидни изложби. Дел од денови на полска култура е изложба современа полска графика, која повеќе пати беше организирана во музеј во Битола. Да додадам дека е тоа дел од графики кои се изложувани во врска со триенале на графиката, која се организира во музејот повеќе години. И секогаш има голем интерес кон овие изложби. Современа полска графика има високо ниво, често за време на триенале баш полски графичари добиват први награди. Другата изложба која беше, би сакала да спомнам, во декември 2014 во соработка со спомен куќа на мајка Тереза, се организира во библиотеката университетска во Битола една прекрасна изложба посветена на биографија на мајка Тереза. Голема посетеност, голем интерес, убави зборови се слушаја за време на отворање на изложбата, голема посетеност. Друга изложба која годинава во март беше организирана во музејот, беше тоа изложба која беше пренесена после до месечно изложување во музеј на Холокаустот во Скопје и во организација во Скопје од страна на амбасада Полска. Овде со соработка амбасада Полска, Друштво Висла и музејот во Битола се организира изложба Јан Карски и неговите активности за време на Втора светска војна. Изложбата беше посветена на Холокаустот. Јан Карски беше то курир на подземната влада полска за време на Втора светска војна. Неверојатно храбар човек кој беше измачуван по затвори, успеа да побегне и да информира целата јавност во Западна Европа за создадените во Полска логори, за измачување на евреите, за Холокаустот.
повеќе државници, посебно во Европа и во Америка, не беа информирани што се случува, благодарение на Јан Карски, негова храброст и информации кои пренесе, Втората светска војна доби друга димензија и може придонесе за побрзо вклучување на другите држави во побрзо завршување на војната. Ова година, да додадам, се планира да биде прикажана во Битола изложба за изградување наново на Варшава, уништена за време на бомбардирање во септември 1939 година. Следува веројатно и ова година изложба на полска графика. Така, мислам, доста активности се планирани. Тука сме да соработуваме со граѓани на Битола, со институции кои ни помагат во тоа и со голема поддршка и на амбасада полска. Токму и тоа сакам да го поставам како прашање, колку нашите граѓани се заинтересирани токму да се упатат на вашите врати, односно во вашето здружение, имајќи предвид дека нели е само во Скопје и во Битола, колкава е посетеноста и нормално за оние кои што можеби не знаат каде да ве најдат. Вака, да почнам прво од момент дека друштвото постои над 22 години. Во моментот на основање, на основачко собрање имавме доста гости. То се друштво соединува не само пољаци кои живеат во Македонија и нивни семејства, исто така пријатели на Полска, пријатели наши, население од Егејска Македонија кој се најде со тие трагични настани после војна во Полска, таму живеа, се родија нивните деца. Сите љубители на полска култура се членови на друштво. Друштво има отворена форма на функционирање. Секој љубител на јазик, култура полска, секој што сака да соработва е добре дојден. Немаме за жал свое седиште во Битола, затоа што редовна посетеност не е толку голема да се изнајмува некоја просторија, ама мислам дека можеме, планираме да се активираме повеќе, можеме и со поддршка на општина Битола, да оформиме една мала библиотека во која ќе има списанија, па литература полска. Да додадам дека Шопенови вечери привлекуваат не само професори, ученици, роднините на децата кои настапуваат. Тоа се сите граѓани на Битола кои ја сакат музика, ја следат музика, кои месец пред тоа посетуваја Интерфест. Во Битола има една прекрасна традиција на слушање музика, има многу висока музичка култура и сите фестивали, сите настани музички, дали е тоа забавна музика, дали е тоа класична музика или староградска музика, привлекува многу слушатели и голема посетеност. Едноставно е тоа град на култура, кој континуира традиции на градот на клавирите. И една благодарност голема кон битолчани. Еве секогаш кога доаѓаме, тоа да додадам, кога доаѓаат нашите гости од Скопје за време на концертот, по повод концертот, амбасадор, други вработени или наши пријатели од Скопје, изненадени се со посетеност и одушевени се од култура на слушање од нивото на концертите. Па токму кога разговаравме нели пред самиот почеток на Шопеновата вечер, токму со полскиот амбасадор, навистина беше изненаден и многу позитивно, со позитивни впечатоци токму за нашата публика, односно беше отворен за нова соработка. Значи за сите сугестии, особено за помладата популација, тоа морам навистина да го укажам. Бев изненадена и пријатно, едноставно самиот амбасадор зборуваше многу токму за Битола и за Македонија како земја која што имаме слични традиции, слични обичаи, дека барем горе-долу архитектурата ни е слична и дека се чувствува еве барем дел како да биде дел од Македонија. Што можеме да кажеме за самиот крај на нашиот разговор како една вака крајност за да им оставиме нели на нашите гледачи како убав печаток токму за оваа соработка?
би сакала да кажам дека истиот ден кога се случуваше Шопенов вечер, амбасадор на Република Полска Јацек Мултановски го посети градоначалник. Има една одлична средба на која се спомна можна соработка на фестивал Манаки со друг фестивал на камера во Полска. Се спомна за соработка и актуелна е таа соработка на факултети во Битола со факултети полски. Доаѓа до разни добри соработки меѓу бизнисмени. Имаме во план максимално ширење на таа соработка, голема популаризација на државата и од страна на туризмот. Да додадам дека од секоја година се зголемва број на туристи кои ја посетуваат Македонија, одушевени се од Македонија, од гостопримливост, од култура, од манастири, од прекрасни предели, од храната. Тоа беше малку позната дестинација. Последните години е тоа прав бум, сите патишта водат кон Македонија и секој со кој се сретнувам, кој бил дојден од Полска во Македонија, кажува дека поминал прекрасен одмор и ќе максимално ќе привлечи неговите пријатели да ја посетуваат Македонија. Мислам дека иднината на двете држави е интересна за во предел на соработка, во дел на култура, музика, образование и дава понатамошни шанси за подлабочување на меѓудржавна соработка и зближување на двете држави. Што навистина е одлично и мислам и сигурна сум дека така ќе биде. Ви благодарам за вашето учество токму во денешната утринска програма, за сите информации, нормално сите кои што ги интересира слободно може да се упатат токму кај вас. Ако имаат некоја нова идеја, како може нели да има повеќе соработка помеѓу Полска и Македонија. Многу успеси, многу изложби, се подразбира многу Шопенови вечери. Ви благодарам. Драги мои, завршуваме ние со нашиот разговор токму за денес, за денешната утринска програма. Имаме ни уште многу содржини до 9:30 часот. Останете со нас.